Владата се уште не им одговорила на странските инвеститори дали ќе ги намали царините. Тие бара итно решение за царинските стапки, но и нивно сведување на нивото од Европската Унија, но нема кој да ги чуе. Надлежните не ги известиле дали планира да извршат некои корекции. За овој проблем Алфа праша во Министерството за финансии уште пред неколку дена, но досега оттаму одговор нема. Царинските стапки на 12 производи беа преполовени во период од 6 месеци, односно до вчера. Сега се враќаат на старо и ќе бидат 3 пати поголеми од оние што важат во Европската Унија. Ако во Унијата царинските стапки на 12 производи се движат од 0 до 3,7%, во земјава моментално се од 3,5 до 7,5%, а веќе од овој месец ќе бидат помеѓу 10 и 15%. Алфа дојде до дописот на Асоциацијата на странски компании со технолошки напредно производство, кои бараат од власта одговор што ќе се прави веќе од овој месец. Се со цел за да може да го планираат производството, но барем досега оттаму одговор нема. Компаниите бараат израмнување на царините на ниво на оние од Европската Унија. Ова ја прави земјата неконкурентна како локација за инвестиции во споредба со другите земји членки на Европската Унија и земјите од регионот и дополнително ги прави неконкурентни македонските производи. Во Македонија нема домашни компании кои произведуваат компоненти кои се вградуваат во производите кои натаму се извезуваат од Македонија и се увезуваат од земји членки на ЕУ, но често и Кина, Јапонија и други земји од далечниот исток и при увоз од овие земји се плаќаат непотребно високи и нелогични царини. Од власта засега нема ниту најава, ниту конкретен план дали ќе им се помогне на странските инвеститори или ќе ги направа дополнително неконкурентни. Странските компании со технолошко напредно производство веќе алармираат дека се соочуваат со сериозни загуби поради пандемијата. Тие побараа грантови за големите извозни фирми, потоа 6-месечен мораториум за обврските кои ги имаат кон државата, кои произлегуваат од договорите за државна помош, како и продолжување на субвенциите за исплата на плати. Инаку инвеститорите имаат приходи кои достигнуваат до скоро 3 милиарди евра годишно, но и вработуваат 28.000 луѓе.